Пред месец дена, на 24 февруари, започнав една тема која што требаше да продолжи во овој месец, но се случија настани кои што тоа го изместија. Па таа тема ќе остане веројатно за следниот месец. Но и минатата сабота навечер зборував за една друга тема, за еден друг проблем што настана во меѓувреме, за прашањето кога бил принесен на жртва нашиот Господ и Спасител, во кој ден од седмицата. Го одговаравме тоа прашање. Затоа што на некои верници, дори на некои проповедници не им е јасно. И тоа толку едноставно прашање. Кој ден од седмицата се случи крстната жртва на нашиот Спасител Исус Христос? Има некои што веруваат дека било среда, има некои што веруваат дека било четврток. Иако Библијата јасно пишува дека е петок. Како што се викаат седмичните денови на денешен македонски јазик. Но ја споменавме причината зашто некои се збунети по тоа прашање. Имено тие сметаат дека знакот на Јона, што Господ го спомена, дека и тој самиот ќе биде 3 дена и 3 ноќи, но каде? Во срцето на земјата. Мнозина се убедени, дури и адвентистичкиот коментар, мнозина се убедени, веројатно мнозинството луѓе во христијанството се убедени дека Христос тука мисли на својата смрт. Меѓутоа Христос не помина 3 дена и 3 ноќи во Јосифовиот гроб. Нема толку време помеѓу петок попладне и недела сабајле пред мугри, поточно недела после полнок пред мугри, уште темница, тоа уште може да се смета, да. Нема 3 дена и 3 ноќи во тој период. Но и знакот на Јона што Христос го споменува, ништо не кажува за гробот, ништо не кажува за Христовата смрт и воскресение. Исус едноставно вели, Синот човечки ќе биде толку време, 3 дена и 3 ноќи, каде? Во срцето на земјата. И сега што е тоа? Што е тоа и на што мислел тука? Нема ниту денес да го одговориме ово прашање. Да, има нешто друго. Размислувајте, имате уште време за размислување. Најмалку 2 недели ќе имате, бидејќи следната сабота, не знам дали тогаш, може би тогаш, ајде. Нека биде најмалку 1 недела, време за размислување и проучување. Што е срцето на земјата? И на што мислел Исус со тие зборови? Денес пак ќе се обидам да одговорам на едно прашање, значи ова е само обид од моја страна, што го пострави сестра Љубица, мислам, во средата. Имено во средата на молитвениот час настана една бурна дискусија околу едно прашање што го потегна брат Андреј. Но сега нема да одговараме конкретно на тоа прашање, на Андреевото прашање, нешто зборевме приватно на таа тема после часот. Но прашањето е следното.
Зошто, например, за Даниел и неговите другари во првата глава од Даниел, се вели дека не сакале да се осквернат, јадејки од нечистата храна, или нечиста во секој смисол. Дали затоа што имало нечисти животни, дали и да биле чисти ако биле принесени на како идолски жртви, исто така нечисти и така натаму. Во било кој смисол, не сакале да јадат од царската трпеза во Вавилон, за да не се осквернат. Бидејќи Даниел подоцна побарал лесна храна за јадење, нешто, некој вегански оброк, сварен на вода, веројатно. Или може би свежа. Нели пишува вариво, ако не се лажам. Во Даниел 1 глава. А да овој превод вели да ни даваат зеленчук како храна и вода за пиење 10 дена. Значи, според православниот пост сега. Значи, да јадале нечиста храна, ќе се осквернеле, така. Зошто? Зошто би се осквернеле? Па тоа е малку очигледно, бидејќи е нечиста. Тоа е малку очигледно. Но зошто кралот Давид и неговите другари кога биле гладни, а наминале во близина на светилиштето, кога побарале нешто за јадење од првосвештеникот, тој им рекол: немам што да ви давам, друга храна немам кај себе, освен посветените лебови. Оние посветени бесквасни лебови, да, кои што секоја сабота се менувале. Секоја сабота свештениците требало да печат бесквасни лебови, иако обичниот израелец не смел да печи и да готви на оган во сабота било што своја храна, според законот. Свештениците не само што смееле, туку им било наредено да мора во сабота да испечат тазе бесквасни векни и во сабота да се заменувале старите, значи веќе избајатени, се заменувале и се ставале новите во светињата, во првиот дел од светилиштето, на трпезата на лебовото предложение. И сега тие старите, значи избајатените, бесквасници, според законот, може да читаме, Левитска книга, 24 глава, ако сакате детални, требало да ги јадат само кој? Само свештениците требало да ги јадат тие лебови, но не да си ги однесат дома и таму да ги јадат, туку само во светилиштето, таму на лицо место. А сепак првосвештеникот на Давида и неговите другари им дал од тие лебови, бидејќи немал никаква друга храна кај себе. И сега тука се јавува една интересна дилема. Зошто дури самиот Господ го оправдува овој случај? Значи, оправдан прекршок на законот. Така ќе испадне. Каде го оправдува? Ќе отворим уште еднаш во Евангелието според Матеј, 12 глава. Го има истиот случај во Марко 2 глава.
Матеј 12 глава и да видиме што се случува. Почнуваме да читаме од првиот стих. Во тоа време, една сабота, Исус минуваше преку нивите, веројатно да скратат пат од едно до друго место. А учениците негови огладнеа, па почнаа да кинат класие и да јадат. Сте јадели вака? Значи, жива пченка? Тука не ни се кажува што било. Може би било пченка, може би било пченица. А жива пченица сте јадели? Жива пченица се јаде? Добро, во случајов ептен, сува жива. Во англискиот превод се вели пченка, дали, значи, веројатно била пченка, иако не се знае баш. Како и да е, може би било и јачмен, не знам јачмен дали се јаде. Жив. Премногу тврта, треба диамантски заби. Како и да е. И сега, за белјата да биде поголема, тука се нашле некои фарисеи, вели вториот стих. Може би биле и рабини, може би биле книжевници, теолози, значи дипломирани учители на законот, а може би биле обични фарисеи. Да. Имале и налог директно од Синедрионот. Тие биле државни агенти, тие биле удбата во тоа време. Мосад во тоа време, поточно речено. Да го следат Исуса секаде каде што оди, се што зборува, се што поучува и се што прави, иако е можно што, да го фатат. Во што да го фатат? Во некој грев, да го фатат во некој збор, што ќе каже, за да потоа се искористи тоа против него. Фарисеите штом го видоа тоа, му рекоа: ете, учениците твои го прават она што не треба да се прави во сабота. Сега ние нема да расправаме дали учениците смееле да го прават баш тоа во сабота или не смееле. Само јас се сеќавам дека постоje адвентисти, некои постари генерации, кои што за нив било стандард во саботен ден да не смее да се скине цреша од или јаболко од јаболкница или праска, не знам што. Тебе ти имате укорено за тоа. Добро, значи ова е многу актуелен текст и за барем за 20. век, ако не за денес. Како одговара Исус? Нас тоа не интересира. Да, тоа дури на крајот. Но со што го привлекува нивното внимание на почеток? Интересно е што Исус веднаш не пристапува да каже: не е тоа прекршок на саботата, тоа се ваши измислени правила. Цепидлачење, човечки уредби. Не кажува такво нешто. Но тоа па не значи дека навистина било грев или прекршок да се кине класие во саботен ден или било што и да се јаде. Не знаеме. Барем јас сега не знам. Да, според рабинските правила се сметало дека таквиот чин значи жетва или берба, значи работа, земјоделска работа. Дури
ако требало со прсти да се излупи зрното, или сега ако било пченка, може би не. И тоа се сметало за вршидба, односно. И така натаму, значи тие се тие цепидлачки правила на фарисеите, но тие биле официјален закон во Израел. Тоа е, сакам да, често пати тоа го нагласувам. Тоа било официјален закон, како што е сега официјален закон на православната црква од понеделникот до големата сабота, од понеделник до петок, ниту масло да не се јаде. Значи, тоа било закон во цел Израел. Тоа било стандардот, тоа било типикот, тоа било, како да рече, официјалното. Исус навистина делува како Месија, не како обичен израелец, кој што протестира, не како израелски протестант, кој што ги отфрла рабинските правила, бидејќи тие биле официјален закон во Израел. Тоа како некој денес, ако се буни и рече, зошто бе да не јадеме масло за време на великденскиот пост, во сабота и недела сме, меѓутоа од понеделник до петок, тој може да протестира, тој може да го отфрли тоа, но тој нема да биде доследен православец ако тоа го прави. Може да биде протестант тоа да го прави, но не може да биде доследен православец ако тоа го прави. Така и доследен православен евреин требало да се придржува кон сите овие официјални правила кои што Синедрионот ги верификувал. Било да се тие човечки или од Бога дадени. Тоа било официјален закон. Исус е поголем од сето тоа затоа што е Месија, затоа што е Господ, затоа што е крал. Самите евреи поучувале, и тоа го пишува во Талмудот, дека кога Месија ќе дојде, тој на Израел ќе му донесе нов закон. Но веднаш ја објаснувале што значи тоа. Тоа значи дека кога Месија ќе дојде, тој закон нема да биде нешто радикално ново, туку на истиот Мојсеев закон ќе го представи, ќе го поучува во нова светлина. Ќе открие многу нови вистини, ќе открие нови, ќе донесе нови толкувања на законот, за кои што пред тоа израелците не биле свесни. И сега самите еврејски рабини го проповедале тоа, дека кога ќе дојде Месија, тој ќе го направи сето тоа. Дали Исус го исполнил ова очекување? И да, и на многу славен, и на многу величенствен начин, што вели преку пророкот Исаија, што вели пророкот Исаија за Месија, кога ќе дојде, што ќе направи Месија со законот? Ќе го направи величенствен и славен. Тоа се прекрасни зборови. Величенствен и славен. Оној стих што го цитирав Есеноска, кој што само во Септуагинтата е точно наведен. Месија што вели за себе? Ете, во книгата твоја е запишано за мене, жртви, паленици не сакаше, но тело си ми приготвил. Цитирано потоа во посланието до евреите од апостол Павле. Ете, идам, вели Месија. Однапред го вели тоа. Замислете, постои стих во еврејската Библија, не еден се разбира, кој што вели дека Месија постои пред да се роди во тело, како личност, и самиот го објавува своето доаѓање. Не е чудно што тој стих го нема во денешната еврејска Библија. Само во Септуагинтата е сочуван оригиналот. Ете, идам
И што вели Месија понатаму? Се сеќавате? Ете, идам да ја исполнам волјата Твоја, Боже мој, и законот Твој е во моето срце. Се сеќавате на тоа или го забравивте? Ајде, 6 месеци помина. Од септемвриската света вечера. Исус веднаш одговара со Давидовиот случај, прво со него, а потоа и со овој по-силен аргумент за свештеничката служба во светилиштето. А тој им рече, не сте ли читале што направи Давид, кога огладне тој и оние што беа со него? Што направи Давид? 4 стих, како влезе во домот Божи, ги изеде лебовите од жртвеникот, се мисли на бесквасите лебови, од трпезата во светињата, што не требаше да ги јаде ни тој, ниту оние што беа со него, туку само свештениците. Интересно. Но не застанува тука. И сега наведува веднаш друг пример. Или не сте ли читале во законот, дека во саботен ден, внимавајте сега на овие Христови зборови, во саботен ден свештениците ја нарушуваат саботата и пак не се виновни. Што значи ова? Тоа. Значи, свештениците, осквернување, да, јас малку го објаснував овој израз пред 12 години, сега ќе му дојде. 2012 година се сеќавате кога го прожектиравме филмот за Исус, Евангелието според Јован, и имавме цела серија, секоја сабота вечер, сите предавања ни беа во врска со некоја глава од Јован. Прво го пуштавме филмот, па потоа сцени, не целиот филм, него сцени и сечоци од филмот за таа вечер, и потоа коментар. Зошто самиот Исус вели дека свештениците уште во времето на Стариот Завет, и тој и учениците тогаш се пред крстот живееле во Стар Завет, Стариот Завет бил на сила и тогаш, уште значи од времето на Мојсей, свештениците ја нарушуваат саботата. Зошто потребува таков речник како прво? Или во некои преводи ја осквернуваат, така како е напишано. Да. Тука уште еднаш ќе објаснам, како тогаш што објаснив. Тогаш беше во врска со Јован 5 глава, кај оној стих, евреите уште повеќе сакаат да го убијат Исуса, не само затоа што ја нарушуваше саботата, Јован пишува дека Исус ја нарушувал саботата, туку и Бога го нарекувал свој татко и на тој начин правејќи се еднаков со Бога. Ова било начин на кој што се изразувале евреите. Ако работиш било каква работа во сабота, дури и дозволена работа, дури заповедана работа, нешто што мора да се направи тој ден. Пример, да се обреже бебе, според законот требало во 8-миот ден. Ако се родило бебето во сабота, 8-миот ден е другата сабота, следната сабота. Самите евреи, самите еврејски рабини, самиот Талмуд подоцна запишано седо тоа во него, тврделе дека треба, заради обрезанието, треба да се наруши саботата. Тие самите употребували таков речник. И за дозволена работа, и за оправдана работа, тие сепак велеле дека саботата се нарушува. Ако работиш било што во сабота, тие нарушуваш саботата, само што имаш дозволени работи, оправдани работи, дури работи што треба да се направат неодложно во тој ден, и имаш работи што не се оправдани, што не се дозволени, и што значат греф, ако ги правиш во саботен ден. Пример,
обичните израелци не смееле ниту да готват, ниту да печат лебови храна во саботен ден за својот ручек, за својата домашна трпеза, но свештениците токму тоа го правеле и тоа по заповед Божија го правеле, значи тие би го престапиле законот ако не го направиле тоа во сабота. Тогаш требало да се направи, тогаш требало да се обреже дете, ако таа сабота е 8-миот ден од неговото раѓање. Се замислите, тука имаш крвови, тука имаш цел хируршки зафат. Тогаш требало да се направи. Затоа и велеле самите еврејски рабини, законот за обрезание е попретежен, поважен од законот за саботата и саботата треба да се наруши за да се исполни законот во тој случај. Бидејќи детето мора да се обреже во 8-миот ден. И така натаму, и така натаму. Значи, тоа е еврејски речник. Ако работиш било каква работа во сабота, дури дозволена работа, дури свештеничка работа, дури заповедана работа, нешто што неодложно тогаш треба да се направи, саботата сепак се нарушува, таков бил речникот, така се изразувале. Само што тоа не е грев ако се работи за оправдано дело, ако се работи за оправдана работа. Исус ги споменува свештениците како тие работат секоја сабота во светилиштето и затоа што работат го потребува истиот еврејски израз, ја нарушуваат саботата и пак не се виновни. Ова се разбере, фарисеите сигурно го знаеле. Ова не било ништо ново за нив. Дека свештеничката работа во светилиштето, дури и во саботен ден, не е грев. Дека тоа нешто и самиот закон го заповедал. Но, зашто Исус го спомена првиот случај со Давида? Зашто апостолите во тоа време, иако тие ќе станат главните хиерарси на неговата црква подоцна, сепак во тоа време апостолите биле обични израелци, апостолите не биле левити, апостолите не биле свештеници. Апостолите биле обични лаици. И тие кинеле класие и јаделе во саботен ден. Затоа, пред да го каже примерот со свештениците, што и на фарисеите им било јасно дека тоа не е грев, свештениците што го работат и што ги печат безквасните лебови баш во саботен ден според законот. Исус го споменува Давидовиот случај и сега Давидовиот случај навистина представува малку забуна, затоа што тоа не било според законот. Давид исто бил обичен лаик, макар и помазан да биде идниот крал на Израел, сепак и кралот не бил свештеник. Се сеќаваме каков греф направи кралот Саул, кога се дрзнал таму прва Самуилова книга, читајте 15 глава, пред битката со непријателот, се дрзнал тој да ја принесе жртвата, затоа што пророкот и судијата Самуил, кој што, како дете, ако се сеќавате, Самуил беше посветен за свештеничка служба, уште пред да стане пророк и судија. Значи, Самуил бил свештеник во Израел и само свештеници според законот смееле да принесуваат жртви. Како што сега имаме случај, само свештеници смееле да ги јадат светите лебови. Давид навистина не смел и Исус тоа го потврдува, дека ниту тој, ниту оние што беа со него, не требаше или не смееше да ги јаде тие лебови, туку само свештениците. И сега се поставува прашање, дали Давид се осквернел и неговите другари? Дали Давид и неговите другари направиле греф? Дали првосвештеникот направил греф? Ако да, ако одговорот е да,
зошто Исус го наведува овој случај како оправдание за своите ученици. Видите, тука може да поставиме и да споменеме еден друг случај. Во 2 Самуилова 6 глава, ако читаме, да прочитаме, а? Ајде да прочитаме, да отвориме. 2 Самуилова 6 глава. Што се случува? Еден настан од историјата на Израел, древниот Израел, во кој што бил инволвиран самиот цар Давид. Кога филистеите го вратија ковчегот на заветот, најсветиот предмет од светилиштето, најголемата материјална светиња во древниот Израел, која што светиња и ден денес постои, само што е скриена. Ковчегот на заветот со 10 заповеди во него, така како што Господ ги напишал, а не човек, на тие 2 камени плочи од сафир, од синиот сафир. Во 1 Самуилова имаме случај исто така во 6 глава, кога Господ испотепал над 40.000 израелци во Бет Шемеш. Се сеќавате зошто? Затоа што тие се дрзнале да го отворат ковчегот на заветот и да ги видат, љубопитност, да ги видат плочите на заветот со 10 заповеди. Да го видат тоа големо чудо. 40.000 беа утепани на лице место заради таа дрскост. Зошто? Затоа што според законот, немаме време да ги читам, јас сакав да ги читам сите тие стихови. Според законот, ниту свештениците што биле задолжени за транспорт на ковчегот, тоа биле синовите на Кат. Значи, конкретно се знае која фамилија левити е задолжена за што во светилиштето. Кога бил во движење целиот народ низ пустината, значи се пренесувало и светилиштето, спакувано све, здиплено све и се знаело кои левити што треба да носат. Синовите на Кат и само тие смееле да го носат ковчегот. Дали и тие смееле да го допрат ковчегот? Не. Ковчегот беше така направен, имаше алки, 4 алки од страната, за да влегуваат низ тие алки што? 2 шипки и синовите на Кат при транспорт на ковчегот. И само кога е затворен, се разбира, не да гледаат, не смееле, никогаш не виделе што има внатре. На своите рамења да го носат ковчегот. Не да се стави ковчегот на запрежна кола, па да го влече стока, коњи, добиток или магариња. Туку овие левити требало да го носат на шипките на своите рамења пешки. Било тешко? Било напорно? Сакате да сте биле на нивно место? Ама која е честа да го носите ковчегот на заветот? Најсветиот предмет од Господовата светиња во Стариот Израел. Кога филистеите го вратиле ковчегот, откако таму се случиле некои циркуси за нивната паганска религија, со нивниот бог, со нивниот кипот на нивниот бог Дагон,
кој што бил вајан во облик на риба. И тоа е нешто многу актуелно дури и во 21. век, затоа што кога римските папи служат миса, знаете што носат на главата? Опашка од риба. Да, значи, обликот на нивната денешна тиара е риба. Богот, триаголна или ромбоидна капа. Риба, богот Дагон. Но филистеите го враќаат ковчегот, како го вратиле? На запрежна кола, влечена од добиток, така знаеле, така мислеле, ништо повеќе и подобро не знаеле, ниту Мојсеевиот закон го знаеле, ниту го читале, ниту имале абер. Што треба и како треба. Само да се отарасиме од оваа светиња, бидејќи почнавме веќе големи бели да гледаме да ни се случуваат заради неа. Давид ја прифаќа оваа светиња, ковчегот. Не во времето не го вратиле во времето на Давид, меѓутоа во времето на Давид ковчегот сакале да го преместат од едно до друго место. И како го преместиле? Што направиле израелците? Како го преместиле ковчегот? Токму така со запрежна кола. Со запрежна кола и тие знаеле како треба, тие сега не биле филистејци, тие знаеле како треба, тие знаеле што пишува во законот, или биле должни да знаат, што е исто. Чи не е оправдание немарот, не знам. Како ќе прашаш некога, зашто се прави ова, зашто се прави она? Не знам, ама така е традиција. Што е тоа, не знам. Или си ја знаеш својата вера и зашто правиш нешто, што го правиш, или тоа што го правиш е суеверие, ако не знаеш. Втора Самуилова 6 глава. Да почнеме да читаме од првиот стих. Давид пак собра избрани луѓе од Израел, замислите 30.000. Какви се овие бројки? 30.000 беа, ако се сеќавате, првобитниот состав на војската на Гедеон, зашто Господ му рече дека се премногу и дека треба да се намали бројот. И 2 пати се десеткуваше бројот, додека не дошле до само колку? 300 луѓе, и тие како спартанците. 300 луѓе. Ми се допаѓа тоа. $30,000 луѓе собра Давид и тргна Давид и сиот народ што беше со него од Ваал Јудин, за да го пренесе оттаму Божиот ковчег. Мислам дека ова е грешка, мислам дека е Гава местото кај што се наоѓал дотогаш, над кој се повикува името на Господа Саваот, кој седи на херувими, значи на жив престол. 3 стих, забележите. И го поставија Божиот ковчег на нова кола и го изнесоа од Авинадавовата куќа, Абинадаб, која беше на Ридот. А синовите Авинадавови, Оза или Уза и Ахио, ја водеа новата кола. На што го ставија ковчегот? На запрежна кола.
Да, се труделе да биде што посвечено, бидејќи била нова кола. Специјална за таа намена. Имале некое чувство на светост, но дали било исправно тоа што го направиле? Не. Зошто? Затоа што не било според законот. Но видите сега колко е благ Господ. Сега Господ не е некој фарисеј. Сгрешиле, точно. Не постапиле исправно. Требало да знаат, Давид веќе бил крал. Требало да знаат, еден куп свештеници, еден куп левити тука околу него. Сите што го читале законот, знаеле што пишува во него. Требало да знаат. Но Господ сега не ги казнува веднаш заради тоа. Само затоа што го направија тој престап. Четвртиот стих вели, ја поведоа со Божиот ковчег од Авинадавовата куќа, која беше на ридот, и Ахио одеше пред ковчегот Господов. Значи, еден од синовите на Авинадав одеше пешки одеше пред колата, пред ковчегот, а другиот, Уза или Оза, тој беше на колата и веројатно ги држаше уздите на животните што ја влечеа. Атмосферата била не свечена, пресвечена. 5 стих ни вели, а Давид и сите синови Израелови свиреа пред Господ на различни свирки од кипарисово дрво, на гусли, на псалтири, на тимпани, на цитри и на кимвали. Цел воен оркестар. Го слави Господа. Сите, душите на сите исполнети со радост, со голема радост. Веројатно радост каква што не сме имале на најрадосното богослужение било каде. Во било која црква. Ковчегот на заветот, најголемата светиња во Израел. Толку била голема и силна радоста, што го славеа Господа на секој чекор, ритуално се принесувале жртви, се движела поворката во ритам, се направиле како што треба, чувствувале голема радост и голема светост истовремено, значи света радост, за да оддадат што е можна поголема почит кон Господа и символот на неговото присуство во светињата, над светињите, ковчегот на заветот. Но не постапиле според законот. Законот беше прекршен. Реков пак Господ, почитувајќи го духот на нивната почит, не ги казнува нив сите веднаш, како што ги казни оние од Бет-Шемеш, заради нивната дрскост. И веќе уште тука гледаме разлика. Која е разликата зошто Господ на едно место постапува вака, а зошто на друго место не постапува толку строго. Многу зависи од тоа каков е духот и карактерот на човекот. 6 стих вели, кога дојдоа до Нахоновото гумно, значи до една конкретна локација, Оза или Уза посегна со раката кон Божиот ковчег и се фати за него, бидејќи воловите го беа наведнале. Сега некој ќе рече, па зошто човекот исто така имал добра намера? Изгледало дека ковчегот ќе падне. Може би не изгледало дека баш ќе падне, но ете бил малку искривен или навален на страна, па може би некои идни нерамнини на патот
ќе доведат до негово паѓање. Уза потегнал рака и го фатил ковчегот, бидејќи воловите го беа наведнале. И 7 стих ни вели дека Господ се разгневи на Уза и за дрскоста Бог го удри на истото место, го утепа, што би рекле, на лице место и тој умре таму крај Божиот ковчег. Каков ефект предизвикало ова врз целата радосна поворка? Давид се нажали поради тоа што Господ така го удри Оза. Тоа место и сега се нарекува Фарес Оза. Тој ден Давид се исплаши од Господ. Читаме. И рече, како ќе дојде кон мене ковчегот Господов? Каде требаше да се носи ковчегот? Во престолнината. Но Давид заради овој случај се исплашил и се предомислил, нема да го носам ковчегот кај мене, во мојот дом, во мојата палата. Што значи тоа? Што покажува тоа? Голема стравопочит. Чувство на недостојност. Веројатно тогаш на сите им било јасно дека го прекршија законот, инструкциите за тоа како да се носи ковчегот. Голема стравопочит и големо чувство на недостојност, значи голема понизност кај Давида во овој случај. Во книгата Патриарси и пророци пишува дека Господ, убивајќи го вака Уза, еден човек, заради неговата дрскост, сакал со тоа да спаси, да не погинат илјадници израелци во иднина. Сакал сега да ги поучи, преку оваа смрт, да ги поучи останатите израелци на стравопочит, кон светите нешта, кон светите предмети, кон светињите. Го имале пред тоа и случајот со Бет Шемеш, 40.000 испотепани израелци заради дрска љубопитност. Дури го отвориле ковчегот, не само што го допреле како Уза, го отвориле ковчегот да видат што има внатре. И виделе смрт, джиш. По-безбедно е да отворите трансформатор и да чачкате со голи раце во него, отколку ова. Давид се исплаши и не сакаше да го пренесе ковчегот Господов кај себе во Давидовиот град, па затоа го остави во куќата на... Како велат вашите преводи? Не сум задоволен од овој ревидиран превод. И јас го знаев поинаку ова име. Овде напишале Аведар. Ајде, говедар уште малце. Кој потекнуваше од Гат, а не од Гет. И остана ковчегот Господов во домот на гетчанецот Аведар 3 месеци. И Господ го благослови и него, и сиот негов дом. Сега Давид самиот се чувствува недостоен, ковчегот да дојде во неговата палата, во царската палата. Уште немало храм, дури син му Соломон ќе изгради храм. Немало кај да се стави. Требало светилиште, требало шатор. Додека се монтира ново светилиште, ново шатор. Треба малку време. Но го оставиле во домот на еден обичен израелец. И 11 стих вели дека
тој, Израелец, и сиот негов дом, Господ ги благословил. Затоа што тие сега 3 месеци се грижале за ковчегот. Како се грижале? Како што треба. Со голема стравопочит, со голема свест за тоа што имаат и кого имаат во својот дом. Тоа не било обичен намештај. И Господ, бидејќи Господ бил присутен таму, може би само невидливо во тој случај, во таа соба, кај што се наоѓал ковчегот, а дека бил присутен Господ во ковчегот, знаеме, дури и невидливо, по тоа што го утепа Уза, кога се допрел за него, и утепа предходно 40.000 израелци во Бет Шемеш, затоа што зазјапаа во него. Джиш, струја, висок напон, Божјата слава е во прашање. Ако читаме во Патриарси и Пророци, нема време ни нив да ги читаме. Читајте дома, ако сакате повеќе. Елена Вајд вели дека Уза бил човек во тој момент кој што немал голема стравопочит, немал страв Господов и се уште живеел со неисповедани и непокајани гревови на својата душа. И се нафатил да го вози ковчегот. Што значи тоа? Имам се уште неисповедани гревови. Не сум расчистил со некои гревови во мојот живот. Се уште живеам грешно. И се нафакем да го возам ковчегот. Јас ке го возам ковчегот, ке ме гледаат сите, овие 30.000 души. Цел народ ке ме гледа. Слава, чест. Ке се испочаталам пред целиот Израел. И со неисповедани и непокајани гревови се дрзнал да го допре најсветиот предмет, кој што ниту свештениците, оние што биле задолжени да го носат според законот, не смееле да го допираат. Само преку со шипките низ алките, само индиректно, не да го допреш да го кренеш за да го носиш. Само со шипките. Некако физички контакт со самиот ковчег. За разлика од тоа, кај Давида гледаме стравопочит кон светите нешта. Особено заради овој случај. Но и пред тоа, се сеќавате пред тоа, каква стравопочит покажа Давид кон Господовото име, кога Голијат го правеше резил и целиот Израел и нивниот Господ на бојното поле. Што на младиот Давид, на едно момче, тинејџерче, понаше, му дало толку силна храброст тој да истапи на Мегдан, на двобој со Голијат, а сите овие искусни мажишта, искусни во смисол на воена служба, ниту еден од нив не се осмелувал да излезе на Мегдан против джинот. Што е тоа што на Давида му дало толку голема храброст? Господовата чест. Името Господово се валка, се осквернува, се исмејува, се хули од страна на необрезаниот филистеин.
Во една ситуација подоцна, Давид добива шанса да го убие својот прогонител, царот Саул, кој го фатил некаде на спиење во некоја пештера. И како постапил? Можел многу лесно да си помисли, ете, Господ ми ја даде сега шансата, ги створи, ги намести коцките, таман околностите се таман наместени, имам шанса, како што и му рекле, му советувале другите, другарите, сега можем да го убијам Саула, да му ја исичам главата и да објавам потоа пред цел Израел, имам и сведоци, дека јас сум Господовиот избраник, јас сум новиот помазан цар на Израел. Зошто Давид не го направил тоа? Стравопочет кон што? Кон Бога, точно, затоа што Саул, макар бил и неранимајко, во тој момент, Саул е Божиот помазаник. И свештениците се Божји помазаници, но за свештеничка служба. Царот не бил свештеник и царот Саул грдно се осквернил и се огрешил од законот, кога се дрзнал тој да ја принесе жртвата, а требал да се чека Самуил, тој да ја принесе. Но сепак бил помазан за да биде цар. Значи бил помазан за својата служба. И како таков бил Божји помазаник. И како таков бил свет, посветен од Господа. Истовремено Давид сакал со тоа да ги поучи сите своји поданици, барем сите своји идни поданици, каква почет да имат и кон него самиот, како новиот Божи помазаник во иднина. Поентата е, Давид покажува, во сите овие случаи, покажува стравопочит. Давид не постапува дрско, безобразно, со закоравена, жигосана совест. Па дури тогаш кога доаѓа кај првосвештеникот Авимелех во Навад и бара од него храна за себе и своите другари, кај свештеникот Ахимелех, кој што бил во служба на првосвештеникот Авијатар, прва книга Самуилова, 21 глава. Тука го наоѓаме тој случај. Кога почнавме? Има цел сад? Да продолжиме или да застанеме? Ке продолжиме другата сабота. Да продолжиме другата сабота. Пасува случаев за сосвета вечера, пасува. Бидејќи лебовите се опрашања, светите лебови. Значи, читајте го за себе, читајте го текстот, сега во 1 Самуилова, 21 глава. Тука застанавме и ако даде Господ живот и здравие, следната сабота пред света вечера продолжуваме. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.